Време е за музика на Телно-македонскиот бенд Луфтханза, формирани во 2020. Јас мислам дека секој пат велам дека вие сте корона проект. Музички корона проект. Јас тогаш првпат слушнав. Многу работи се случија во векот на короната и се сеќавам првиот сингл тогаш го слушнав и навистина сте едни од најзначајните представници всушност на новата алтернативна сцена во земјата. Овој музички стил кој што тие го диригираат всушност на својата лабораторија опфаќа од постпанк, психоделичен рок, експериментални елементи, што ги прави вистина Луфтханза препознатливи и уникатни. Она што мислам дека Адо со тебе го говорев дека овие момци за 5 години имаат 5 студиски албуми. Така ќе му доаѓа? Па така, да. 4 имате? 2 се демо, едно EP, 2 цели албуми. Хиперактивни. Што би рекла Ивана, секоја година по еден албум добиваме токму од Луфтханза. Ова мора да признам, може да го вратите уште малку. Режија, фала ви. Ова е за мене многу фин момент на Луфтханза и ова на ваков начин всушност мислам дека и светските бендови низ различни студија, дали тоа е можеби BBC или други гиганти, ги екранизираат своите синглови баш на нови начин и мора да признам дека сум ви фан, особено кога излезе и Кула. Тука веќе мислам дека се случува вистинската експанзија. Сега да одгатнеме нешто. Луфтханза или Луфтханза? Луфтханза. Затоа што секаде е Луфтханза. Сега не знам како е соодветно, дали во моментот добро напишано и наведено на кајронот. Ајде погледнете. Па без хто, ама веќе секој како сака. Мислам дека Значи и вака не е погрешно, така? Ама вие кога го создававте името бевте свесни дека ќе се меша? Бевме полусвесни, имаше некои членови што долго време им требаше да се освестат и некои што можеби уште ќе си речат: "О, леле, не е како што треба", ама стварно нема врска. Знаете зашто прашувам, бидејќи утрово со колеге Марчеви кога беше Горан пред извесен период, нели имавме тема со вас за тоа дека МКЦ ни е единствениот бастион на културата на алтернативната сцена и така натаму прашајте ги момците дали е Луфтханза или е Луфтханза. Јас велам сега и одам на YouTube каналот официјалниот велам Луфтханза. Затоа велам сега дали да го ревидираме или да го ставиме вака денес. Латиничното е германски, така се пишува со Х, ама се изговара германски без Х. Тогаш да го ревидираме, така може во живо да го ревидираме. Може. Да го ревидираме во живо. Луфтханза, од сега па натаму знаеме дека ќе биде Луфтханза. Ево е сега по оригинална. Момци, добро дојдовте. Добро дојдовте. Адо, добро дојде по не знам кој пат во утринска, ама одамна не сме се видели во оваа постава. Драго ми е што може да го најдеме и Офест, музика од светот пристигнува повторно. Јас вистина си го сакам како при срце ми е некако Офест. Уште од првите денови, не знам са Ивана дали се сеќаваш кога првпат го најавте по нели како еден сестрински проект или како да го кажам фестивал Малото братче на Скопскиот джез фестивал. Малото сестринче или на Скопскиот джез фестивал и вистина секоја година се надминувате во изборот на артисти и тоа се A-listers од A-листа категории песни, музика која што ќе доминира на и годинава тоа реноме исклучително многу внимаваме на програмата. Годинава е една од најквалитетните во последните неколку години. До година Офест ќе слави 25 јубилеј. Четврти на век. Во 24 години се нанижале толку многу артисти, толку многу доживувања, толку многу спомени од жанрови се појавиле сите од спектарот, ако можам така да го формулирам. И годинава имаме фантастична програма и следствено на тоа почнуваме со Драган Даутовски и Радко Даутовски. Почнуваме утре. Татко и син во едно. Да. Ретка прилика да се слушне во ретка прилика и во дует функционираат безпрекорно. Мислам самата музика нели извира од длабочините на нашата македонска ризница. Мала дигресија, пред извесен период правеле 20 години матура и сопругата на господин Драган Даутовски, почитуваната Лимонка, ми беше професор по музичко и велам секој пат ве поздравуваме кога ќе се спомене. Да, вика ве следам, така што ми е драго и баш спомена за Офест. Да, и многу ни е мило дека почнуваме со нив, значи на страна од таа музичка величина на Драган Даутовски и Радко Даутовски кој што израснат во музичко семејство. Збориме за човек кој што е научник, професор на факултет, кој што оставил записи, значи имаме тука литература која што вечно ќе остане да не води, поготово луѓето кои што се занимаваат професионално со музика.
И соодветно на стартот ги имаме првата вечер, значи утре почнуваме. И ги имаме по дуетот Дутовски, ги имаме канцонјере Греканико Салентино. Тоа е Марко најдолговечниот фолк ансамбл во Италија. 50 години слават јубилеј, активно музицирање и настапи по цел свет. Секоја чест. Songlines пред неколку години ги прогласи за најдобар бенд во светот во таа world music сцена. Многу добар жив настап, значи танц, многу живи ритмови за кои што се вели дека можат да излечат и каснување од тарантула. Пициката таранта, пициката таранта, така се вика, и тоа е митологијата околу нив. Задутре на 6 почнуваме со Кимо Похјонен, исто во НОП од 20 часот. Кимо Похјонен е малку поекстремен, ама е многу специфичен затоа што е човек кој што измислил нов музички жанр, тоа не се случува често. Кој е тој? Финец е виртуоз на хармоника и настапува соло на хармоника со аудио ефекти, едно доживување кое што е стварно безпрекорно, малку е екстремен, но внимаваме секако на таа шареноликост да има се за секого. Баш диверзитет целост. Да, и по него задутре настапува Марија Жоао, која исто така има јубилеј од 40 години, фасцинантна кариера, покрај гласот што е магичен, тоа е една супер шармантна пејачка и има еден проект кој што се вика Абундансија, што значи изобилие на македонски. И по Лисабон Скопје ќе биде првото место што ќе ја види премиерата на проектот. Така да тоа е уште една од причиниве зашто програмата е таква отскокнува во последниве неколку години. Третата ноќ исто во НОП имаме африканска вечер. Виу Фарка Туре, синот на колосалниот Али Фарка Туре, еден од најголемите светски гитаристи во историја, мислам, огромен лик, и син му ни помалку ни повеќе не паѓа во сенката, туку напротив се издигнува од тоа наследство и како творец и како гитарист важи за еден од најголемите во Африка. Лично на тоа најмногу се радувам. И имаме една пејачка по Виу Фарка Туре на 7. Истата ноќ од 22 часот се вика Флоренса Дони, доаѓа од Гана и една комбинација на фрафра, госпел и хајлайф звуци, многу оптимистичка, многу позитивна музика, многу добра за играње. Така да африканската вечер исто така безпрекорна. Ке доминира во Скопје. Да, и завршуваме во недела со една интензивна програма. Тоа се и овие момци тука. Да, они ќе клумисаат програмата технички, но имаме прво во 18:30 во кино Фросина продолжение на една фина традиција да емитуваме музички филмови на фестивалот како некоја придружна програма. Тоа е традиција. Годинава имаме еден прекрасен филм Сарава се вика, доаѓа од Бразил од 69-та година, но лани го реиздадоа, го спастрија дигитално, изгледа безпрекорно. И секој што љуби каков било правец од бразилската музика, ќе биде добре топла препорака да го види тоа, зашто е на непосредна интимна атмосфера со врвна музика со некој од најголемите артисти во историјата на Бразил. По филмот настапува Јулија Козакова од Словачка, но прекрасно трио кое што свири ромски песни кои што се традиционални за Централна Европа. Врвен вокалист е девојката. Од 9 саат во Денсинг Хол се Мордаи од Унгарија, одличен гитарски бенд што влечат корени од еден специфичен фолклор од Унгарија. И завршуваме со нашите Луфтанза на моје огромно задоволство, пошто како и тебе јас сум огромен фан. Да, откако не спастри со сите информации за Офест, ние време да ви дадеме момци. Апсолутно. Време е само кусо да ми споделите како помина првиот квартал од годинава за Луфтанза, бидејќи сега говориме минатата година имавте сериозна европска турнеја. Тоа е раритет да се слушне за наш македонски бенд или артист вистина да се букира и да биде на други тамошни сцени во други земји. Зашто мислам дека вашата музика прилично е универзална и јазикот кој што говорите е баш за различен диверзитет на публика. Сериозно, како мина годинава, барем првата половина? Искрено, за разлика од претходната година, кај што, како што кажа, и турнеја, и албум, и
првиот квартал малку така си подпаузиравме, ама работевме на некои нови работи, чисто на креативно да се собереме, да видиме на кај ќе оди бендот понатаму. Имаме некои концепти за турнеја ваму таму, пак европска, пак голема, нормално стандардот е малце кренат. Што и треба да биде, апсолутно. И тоа, Што значи има свиравме за во вас? Прилеп за прв пат од октомври немавме свирано. Од крај на Во, октомври, да, така во нешто. Велес кога свиравме Да. на Арт Генератор и сега свиравме во Прилеп пред 2 недели. На сепак се врти и беше можеби најубавата свирка што сме. Баш дека тоа за нас колку 6 месеци не сме направиле толкава пауза да нема еден концерт барем. И стварно мислам дека имаше некоја тотално нова перспектива Дефинитивно. на како може да звучи работа. Дефинитивно. Со тоа што ни требаше и малце од време да се прилагодиме малце, дека има многу извинете. Има многу ствари на кои што требаше да поработиме од претходни свирки едно друго и само гледавме да се посветиме на тоа да го извадиме најдоброто од себе на тој концерт. Да, ние ја насловивме една од нашите теми како Lufthansa звукот на новата генерација. Веројатно и вие тоа така го чувствувате, но ми интересира вашиот личен впечаток кога сте пред публиката, онаа публика која е се помногубрена кога зборуваме за ваквата алтернативна музика. Значи дали се повеќе вие чувствувате дека се зголемува бројот, интересот, па и присуството на оние кои што ги следат вашите настапи? Се осеќа тоа, се осеќа не само тоа како публика, туку и како луѓе кои што сакаат да творат, нови млади бендови кои што се појавуваат на сцената, кои што се поттикнати на некој начин од нашата музика и тоа ние што го започнавме и на некој начин го вртат тркалото, да се Не мора да е рече. слично музиката, само концептот на се почнува у гаража, се работи. Сега сепак кој колку работи, кој колку сака да работи, ама на крајот на денот е дека не сме нешто до толку поразлични од било кој. Мислам, може да се направи. А и да сте поразлични, Што го или секогаш направи. различноста е исто Има ли така нешто добре хубаво да се дојдена? биде денеска различен или ја ќе кажам Kinky Така е, Minds? да. Kinky да се биде днес, мислам дека новото Да, а што автентично. значи ева во вашето 5-годишно постоење како бенд, како група, учеството на Оффест оваа година? Да се биде во историјата на Како едно дел од, да, она кој што ете и... Па значи, да првично ми беше чудно дека најчесто е некоја склоност кон етно или на World Music. што се вика што да. Мене ми е чуден и тој термин, ама добро, го разбирам до негде. Днес сме баш етновен, ама мислам дека има многу влијание и многу инспирација од народната музика, пак негде тука меѓу рок н ролот некако излегува тоа, колку толку. Инаку во одбрана на Офест, Офест има одлично портфолио кога збориме за рок н рол, Gang of Four, Mercury Rev, меѓу другите кои што настапиле през годините. Така да многу се внимава на тој пулс од време на време да се вметне нешто по, ајде ќе кажам, жестоко, затоа што таа последна ноќ ми е баш гитарска. Имеку момци, имавте настапи во Белград, Будимпешта, Краков, Талин, Естонија, значи Рига, Вилнус, Варшава, Вроцлав, Лјубљана. Каде има најдобар одзив, можеби, или секоја земја? Јас би рекол во Лјубљана. Лјубљана? Дефинитивно. Јас не, да, тој последниот концерт во Лјубљана стварно беше најлудо нешто што Беше сме го прелудо. имале до сега. Изнадувачки добро. Изненадувачки не можеш да предвидиш, не знам зошто, ама така реагираше публиката. Цела сите до еден до последен што беше внатре во просторот, не можам да го опишам. Никој пат, знаеш, бидејќи имам сега за скоро сакам да Како отворам тема. инфекција беше она како Така како уште- вирус. Да. Ама инjектираше кај вас една Да, и особено имаш познаква- момент каде што стварно сваќаш дека леле, можам што сакам да свирам сега, можам што сакам да направам и некако ќе помине. Помине од ваши колеги кога слушам да речеме нели интервјуа од странски артисти кога заминуваат нели неважно дали се тоа големи имиња кога заминуваат во некоја конкретна земја која што е помала со помал јазик или помало
нели географија и така натаму, било многу интересно како били музиката вистински се слави, ви ги знаат текстовите и верувам дека тоа е импонира кога одите во друга земја и текстовите Да. и публиката ви ги знае и дискографијата, профилите на Луфтанза. Имаше момент во Рига кај што имаше некоја мала екипа што го знаела нашиот албум Давор од пред 2 години, ние пред да дојдеме, 2 години пред ние да дојдеме да свириме таму и ги знаат текстовите фонетски, македонски, збор не разбираа македонски, ама ги знаат текстовите. И ги пеа, така и беше пречи 3000 километри од дома. Тотално. Ама тоа е баш и тие трите балтички држави се како нас, како нас доста слична енергија има, иако се многу поладна клима, многу Тоа посеверна. се кажа, може помалолични се. Отворени, не е тоа класичното европско искуство, ќе те примат одма. Како што Па да. Иако неодамна имавме гостување, поточно колегата Горан ја обработи темата која што се однесува за тоа со што се или во какви се искушенија и предизвици се македонските музички уметници, ако зборуваме за сите она кои што ги имаме во денешно време, вклучувајќи ги концертите тука со различни жанрови на музика, а при тоа и институциите каде што се одржуваат различни концерти. Но моето прашање не е во таа насока, туку нешто слично во контекст на тоа дали вие се чувствувате како загрозени или пак можеби како да сте во предност со она што го создавате како музика и како бенд наспроти она кое го имаме подолг временски период, да речеме оние жанрови кои што за жал и поголемиот дел од младата генерација знае да се насочи или да се осврне. Да. Па многу зависи од која гледна точка се гледа тоа. Конкретно еве од самата држава, институции, се тоа нема многу голема поддршка за тоа што се случува. Ако треба и добро. Да, алармат. Као самата поддршка од институциите не е доволна за да се како да кажам, да се пренесе тоа што ние сакаме да го кажеме на долг временски рок, да се рече. Долгорочно на некој начин. Мислам, тоа можеме, ние ако сакаме, ние ќе можеме тоа да го направиме без некоја поддршка и се тоа, пошто тоа излега од нас. Да. Едноставно. И ако државата не те поддржува, тоа ти е малце тука као дали као мал хендикеп. Да, јас лично ќе кажам дека лично не се чувствувам загрозен, дека имам чувството дека стварно го правиме тоа што го сакаме и ќе го правиме. И тоа се забележува. Што и да се случува околу нас, освен ако физички некој не само да проба, не запре, туку и да успее да не запре, само тогаш може веќе. Јасно. А и да проба, може да нема да му успее и пак ќе го прави. Дефинитивно. Мислам дека сте доволен пример и символ за она што се вели да прекосите на тој чуден музички вирус. Кусо, 1 минута пред да одиме со нашата Цвета Динова, бидејќи таа секогаш доволно е доста едукативна во кујната. На телефонскиот број кој што режија може да ни го појавите на еден од вас 2 билети за последниот концерт на Луфтанза и на унгарски на Мордај, токму на 8 јуни. 8 јуни недела. Во МКЦ или во МКЦ Денсинг Хол. 20 Денсинг Хол, да. Многу ви благодарам. Ова беше кусо меѓутоа значена за нас да ве донесе и организацијата на Офест. Редовни гости ќе ни бидете и понатаму. Ви посакам убава успешна турнеја и ова лето. Уште поубав настап на Офест.